повторно време за гости. Нашата Ирина ја пречека незината следна гостинка, воедно и последна гостинка за ова утро, Катерина Шекутковска, уредничка и собственичка на издавачката куќа Илика. Добро утро. И ќе ми биде задоволство, Иринче, да слушнам за какви се настани и работилници ќе говорите. Така е. Добро утро, Сузе. Благодарам за убавата најава. Еве, јас само ќе дополнам дека Катерина Шекутковска, покрај тоа што е уредничка и собственичка на издавачка куќа Илика, таа е и магистар по германска книжевност и преведувач од германски. Катерина, добро ви утро. Добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Јас два пати бев кај вас во кафе книжарница Илика во центарот на Скопје, каде што линковски се вклучувавме и правевме промоции на книги. Ова утро сте вие кај нас овде во студиото. Ке промовираме и работилници, ке промовираме и настани заедно со Илика. Добро утро, еве официјално. Добро ни дојдовте во студиото. Сакам да ве прашам за почеток за Илика. Што значи Илика? Има интересно и звучно име и од кога постои на македонското книжевно небо, еве, ако можам така да се изразам. Да. Добро утро, Ирена. Ви благодарам многу за поканата. Илика постои веќе 2 години, ми се чини, да, кон крајот на 2022 ја основавме фирмата, издавачката куќа, скоро потоа во 2023 година ја основавме и нашата кафе книжарница, односно ја отворивме и кафе книжарницата, едно фино место наспроти соборниот храм во кулите од на градскиот зид. Мало катче во градот, една мала кафе книжарница која што меѓутоа нуди многу за читателите, за оние кои што сакаат можеби да најдат некоја книга која што вообичаено се крие некаде по полиците во големите книжарници. Се обидуваме да направиме една фина селекција на книги од малите издавачки куќи, така што да, ја користам приликава да ги поканам оние кои што не дошле кај нас на гости да повелат да не посетат. Илика, да, многумина веќе ме прашале за името. Што значи Илика? Илика е всушност дупчето во кое што влегува петлицата, копчето. Да. Кога шиеме, значи, така? Дупчето од копчето еве на вашата кошула, да кажа. Да, тоа е тоа. Тоа е Илика. Не сум знаела. Да. Некој го знаат. И што символизира тоа? Па, може да се свати на многу начини. Просторот кој што треба да се пополни на некој начин, за мене тоа е поврзано исто така и со функцијата на јазикот, нели, и на книгите. Ние го имаме јазикот кој што е насекаде околу нас, а книгата е неговиот дом, го вдомува. Може да се интерпретира на повеќе начини, меѓутоа да не го окупирам се просторот со тие интерпретации. Многу убава символика има и само ќе кажам, ќе се надоврзам дека на она ваше катче кафе книжарница Илика е покрај тоа што опиша ти, јас го почувствував како место со многу топлина, со многу љубов и навистина со уникатни книги. Она што прво што ми падна во око беше тоа што имаше весници, кои што некако во последно време ги нема, ама овие весници не беа од тука, беа весници на германски, на англиски јазик, така? Да, имаме на германски, на англиски јазик, некои списанија, меѓутоа исто така се трудиме и редовно да имаме дневен весник кај нас во книжарницата за оние, нели, можеби романтични души кои што сакаат да го прочитаат и дневниот весник. Да се вратат малце во минатото, некако сите сме сега на телефони, вестите ги читаме од телефон, ама и тоа си има своја убавина, своја... Да. Сега сакам да ги промовираме, да го искористиме просторот и времето, да промовираме навистина, имате многу настани и работилници овој период. Ке сакам да започнам со она што ќе се случува веќе за неколку дена, на 13 јуни. Тоа е промоција на книгата на Ивана Хаџиевска. Еве, јас и ќе ја покажам книгата. Да ни кажете за каква книга станува збор, за кого е наменета, тема, идеја? Јасно. За авторката. Да, за авторката пред се би сакала да кажам нешто. Ивана Хаџиевска е една млада истражувачка на полето на историјата од Битола, која што ќе имаме честиве да ја имаме тука 2 дена во Скопје. Во петок во кафе книжарницата Буква ќе биде промоцијата на Суспендирана етнос, нејзината прва книга.
а потоа во сабота во социјалниот центар Дуња организираме исто така и еден кружок во кој што ќе можеме да поразговараме малку посуштински за содржините на книгата. За каква книга станува збор? Ова е прва книга во нашата едиција современа теорија. Значи решивме дека ќе нема да издаваме само белетристика или детска литература, туку дека ќе се посветиме и на теоријата. Суспендирана итност е збирка есеи која што Ивана ја има напишано, односно есеи кои што ги има пишувано во последниве 10 години. Има навистина богато творештво, иако е родена во 95-та година, сосема млада, уште истражувачка. И Ивана обработува доста теми на полето на историјата, меѓутоа ни се на перспектива на феминизмот, на идеологијата, истражува доста на полето на антифашистичката војна во Македонија, работничките права и работничките движења. Меѓутоа тоа го прави на еден сосема интересен начин. Значи не е ова сувопарна некоја историја каде што имаме само податоци, години, факти. Таа на интересен начин го анализира тоа како историјата комуницира со нашата со современоста во која што живееме. Значи зошто се битни одредени можеби историски моменти и од македонската, регионалната, меѓутоа и глобалната историја, кои што се да кажеме потиснати малку на маргините. Значи не се веќе како да кажам толку популарни. Да. Дека подсетиме дека промоцијата ќе биде на 13 јуни. Так. Додека зборувавте, одеа и фотографии од оние кои што ни ги испративте од разни работилници, од разни настани кои што ги организира Илика. Пред да зборуваме за втората промоција на 24 јуни, видов повторно одати фотографиите, видов тамо и фотографија од саемот на книга. Знам дека тамо учествувавте. Какви се вашите впечатоци од таму? Убаво ли поминавте, се беше организирано како што треба, нели? Па да, со саемот тоа е дополнителна тема, дали е организирано како што треба или не, меѓутоа ние убаво си поминавме. Јас сум сосема задоволна од тоа како одеше и продажбата, како се представивме, да, и гледам дека за многу кратко време имаме одредена публика, значи луѓе кои што не следат, кои што ги купуваат нашите книги. Многу сум благодарна што има интерес, што си го најдовме и нашето место под книжевното небо, како што се изразивте вие. Уште една промоција да си, ова е како изгледа вашата книжарница, кафе книжарница Илика. Навистина убаво топло катче за секој кој што сака да си најде и убава книга и кој што сака да си се напие кафенце, чајче, кажавме здрави навики ке развиваме, нели? И ќе го промовираме читањето, бидејќи тоа ни е и целта, што повеќе луѓе да се вратат на пишаниот збор, бидејќи има Македонија во изминатиот период се гледавме ние на многу промоции каде што има навистина многу млади и надежни автори. Малку зборувавме тука пред да влеземе дека не знаеме што имаме, нели? Колку треба да сме горди на нашите писатели и млади поготово, нели, кои што сега си го наоѓаат својот пат, да кажам, под книжевното небо. Уште една промоција ќе следува за некои 2 недели, на 24 јуни, на книга од холандски автор. Да, токму така. Станува збор за романот Тирза од холандскиот автор. Таа е всушност оваа книга тука. Да. Еве ќе ви ја подадам. Тирза од холандскиот автор Арнон Грунберг. Ова е еден роман кој што на холандски, значи во оригиналниот јазик излезе во 2006 година, меѓутоа регионално имаше доста голем успех, па се решивме да го издадеме и кај нас. Станува збор за еден роман кој што ја тематизира кризата на западноевропското семејство. Доста провокативен, иако на почетокот навидувам можеби малку наивен во стилот, има една доста едноставна реченица стилистички, да кажеме романот не е написан многу комплицирано, знае да не вовлече многу лесно, меѓутоа на крајот испаѓа дека навистина има една многу важна поента, роман кој што да не провоцира да размислиме врз кои вредности се темели она што ние го нарекуваме нормално, нормално семејство, нормална средина, така што ми се чини дека тоа се теми некој кој што се разбира
за кој што треба да размислуваме и тука. Авторот дали ќе биде присутен? Авторот ќе биде присутен, да, авторот доаѓа на 22, на 23 имаме читачки кружок во Europe House од 18 часот, додека пак во промоцијата ќе се случи на 24 во културниот центар Јадро. Да ги поканиме сите кои што сакаат да присуствуваат. Сега ова имам време, да не заборавам. Значи овдека донесовте книги, не дојдовте со празни раце, ете така. Ке имаме можност на тројца наши гледачи да доделиме по една книга. Овој период да си го поминете еве вака во убаво друштво, а нема поубаво друштво, барем јас така мислам, од книгата. Во овој летен период, во овие жештини и по дома и на плажа, еве, Катерина од Илика ќе подари по една книга. Вие веќе знаете дека може да се јавите во режија, ќе си ги оставите вашето име и презиме доволно и во наредните 2 недели ќе си дојдете овде во телевизија Алфа и ќе си ја подигнете вашата книга, а ние си продолжуваме понатаму со разговорот. Значи кажавме двете промоции на 13 јуни и на 24. Меѓутоа тоа не е се. Да. Така, летниот период имаме и многу работилници кои што ќе ги организира издавачка куќа Илика. Може да ги најавиме. Да, најпрв би сакала да споменам работилницата која што ќе се случи на 28. На последната сабота од овој месец. Почнуваме со една интересна работилница која што планираме да ја одржуваме секоја последна сабота од месецот. Таа работилница се вика работа на текст. Односно колективна уредничка работилница. Станува збор за работилница каде што ги каниме ние сите оние кои што тајно, срамежливо си пишуваат по дома, да се пријават и да дојдат заеднички да разговараме за нивните текстови. Идејата за това е да се создаде еден безбеден простор во кој што ќе можеме, нели, без некоја преостра критика и без на другиот екстрем, фалење само, да зборуваме, нели, за текстовите, за како може некој текст да се подобри, што мислиме за текстовите кои што ги споделуваме и така натаму. Значи, таа работилница ќе се случи в сабота на 28 јуни. И со тенденција секоја последна сабота во месецот да се случува, така? Да, тоа да биде на работилница. Има некоја возраст овдека за кој може да се пријави, буквално секој кој што си пишува онака како што кажавте, потајно? Токму така, да. Значи, јас ги поканувам сите кои што, потајно си пишуваат по дома да ни се придружат, да се пријават за работилницата. Нема некое ограничување во поглед на возраст, род, без разлика. Значи, од било која група да припаѓа човек, мислам може да ни се придружи, без разлика дали има и претходно искуство или нема. Да, друга работилница која што би сакала да ја спомнам, нешто нестандардно, кое што ќе го правиме следниот петок, значи на 20 јуни во 17:30. Тоа е една креативна работилница која што ја нарековме Junk дневник. Што е тоа? Junk е ѓубре на англиски. Сите ние знаеме дека во текот на денот собираме некое хартивче од бомбонче што сме го јаделе, можеби билетот ни останал во чантата од некоја театарска представа и така натаму. Матеј од нашиот тим разви еден многу интересен концепт каде што го користи тоа ѓубре, меѓутоа за да го пополни сопствениот дневник. Значи комбинација на тие визуелни елементи кои што ги добиваме од тие ѓубренца, да кажеме, со допишување на страна некаков текст. Може да има тука повеќе методи како да се сработи, а Матеј тоа ќе го представи во книжарницата. Тоа е еден начин. Интересно и иновативно. Па да, навистина невообичаено. Да. Во секој случај, да, таа работилница ќе биде следниот петок во 17:30. Значи, сега дали е тоа се, овој период што треба да се најавиме? Тие се работилниците, да. Бидејќи сега малку е тешко да се памти од сега, нели, време, што и како, каде може да се информираат оние кои што би сакале да учествуваат во овие работилници последната сабота. Тоа е многу интересно за секој кој што си пишува нешто вака потајно по дома, а и оваа работилница ги има, претпоставувам, на социјалните мрежи кај вас, како може да ве најдат? Токму така, значи ilika.books на Инстаграм или едноставно со кирилично писмо на Фејсбук, едноставно може да не заследат или да ја побараат страницата и да се информираат, нели, за кои се датумите, термините. Многу убаво, има интерес, претпоставувам, за вашите настани. Знам дека секогаш има интерес и
Она што ми е многу кејф е тоа што многу млада публика има која што доаѓа кај вас. Тоа се студенти, Да. така, и не само луѓе од околните згради каде што сте сместени, лоцирани во центар, туку се студенти и сите оние кои што се млади автори, кои што нешто си подпишуваат така малку по дома. Летниот период од денеска почнува распуст, многу слободно време за учениците, за студентите не туку за средношколците, па и за нас родителите, веќе ни заврши учебната година. Летото ни е веќе, да кажам, на самиот прак, веќе се користат и стари одмори и нови. Што препорачувате вие како сопственичка на издавачка куќа Илика? Која литература да се чита еве вака летниот период или можеби за на плажа? Не знам колку време имаме, меѓутоа јас подготвив една турбичка со книгите кои што јас планирам да ги читам летово или книгите кои што да ги покажам вака, да ги на кај мене да може да ги видат и гледачите. Најпрвин го земав овој стрип Олимписки сон од Райнхард Клајст. Райнхард Клајст беше викендов во Скопје на фестивалот Стрип Трип. Еден германски стрип цртач, еден од најеминентните во Германија. Тука ја имаме приказната на самија Јусуф Омар, олимписка трчачка, односно спортистка, една сосема интересна, приказна. Райнхард Клајст е навистина еден фантастичен автор кој што не само што црта, туку и пишува приказни на еден интересен начин, возбудлив начин. Така тој е еден трагач по возбудливи биографски приказни кои што потоа ги става и меѓу корици. Друго нешто што си зедов за ова лето е ова збирка раскази Каде леташ Јулија од Хана Корнети. Хана Корнети е млада македонска авторка која што ми се чини ова е нејзината втора книга за возрастни и пишува исто така и за деца. И Хана Корнети има еден многу непретенциозен начин, хумористичен начин на пишување. Мене многу ми се допадна нејзината прва збирка раскази, па се решив дека сега ќе се посветам и на вторава. Веќе ја почнав книгата и првиот расказ веднаш некако ме обзема, така и ме насмеа. Значи, ова е нешто кое што го препорачувам, нели, за да се фокусираме малку и на македонските автори, меѓутоа и на оние кои што не се толку познати, можеби не се толку присутни во јавната сфера. Хана навистина го заслужува тоа место, нели, и заслужува да и посветиме малку повеќе внимание. Нешто можеби не вообичаено, кое што ќе го читам летово и го препорачувам доста често, е Разговори со ќерка ми за економијата или како функционира капитализмот и каде греши од Јанис Варуфакис. Значи, Јанис Варуфакис, ова е малку постручно. Многу мина знаат да се исплашат, можеби кога ќе го видат во насловот зборот економија, капитализам и така натаму. Меѓутоа ми се чини дека Јанис Варуфакис на еден многу убав, пристапен начин напиша книга која што објаснува во каков свет живееме денеска, што е капитализмот, како функционира капитализмот, нешто за кое што ми се чини сите носиме одредена одговорност да се информираме. Книгата нека не ги плаши сега и гледачите, не и насловот нека не ги плаши, навистина е комуникативна, баш е напишана на начин кој што е комуникативен и разбирлив и за луѓе кои што се разбираат во темите економија, капитализам, меѓутоа исто така и за пошироката публика. Така, и затоа е Разговори со ќерка ми. Нешто друго, сега се враќам на белетристиката повторно. Би сакала да го препорачам овој роман од Леа Ипи, Слобода, созревање на крајот на историјата. Можеби некој ќе ми искара дека не станува збор за роман, повеќе се мемуари. Ова е една писателка која што доаѓа, потекнува од Албанија. Значи, и пишува за контекстот таму, односно за онаа транзиција од едно општество, од еден систем во друг систем, за падот на режимот во Албанија и потоа нели за последиците за влегувањето во новиот систем по капиталистички, за навлегувањето на неолиберализмот. Меѓутоа, сето тоа, сега и јас употребувам можеби и некои тешки зборови, се работи за една лична, биографска приказна, како сето тоа, како таа транзиција влијае врз нашите животи или во конкретниот случај
случај како влијае врз животот на оваа авторка. Интересното за мене, мислам, јас ја препорачувам книгава, бидејќи вообичаено кога зборуваме за регионални автори, ние читаме доста писатели од Србија, од Хрватска, од Бугарија, меѓутоа ете многу поретко некој од Албанија, нели? Така, тоа е... Уште колку книги имаме? Една имаме, да. Така. Оваа книга, мислам дека да Дом со нула отпад е за оние кои што па не сакаат да читаат ниту теорија, ниту белетристика ова лето, кои што ќе се насочат малку кон тоа да си го средат домот. Дом со нула отпад е една книга која што им ја препорачувам на сите оние кои што гледаат често како да си го уредат домот, се интересираат за нели убави животни практики, како да се внесе некоја поинаква атмосфера во домот, па зошто да не и со помалку отпад и со помалку ѓубре. Фантастична е книгата, тоа е еден прирачник кој што не може да се прочита за една недела. Ова е книга која што им ветувам на сите што ќе ја купат, ќе ги придружува понатаму низ целиот живот. Да, значи постепено може да се прочита, нели, за како да се сменат одредени практики во домот, како да се намали ѓубрето, како помалку да се консумира. Теми неколку што Ирена ми се чини се многу важни, особено бидејќи живееме насред климатска криза, треба сите малку да се дисциплинираме и да создаваме помалку ѓубре, така што да, моја топла препорака е таа книга. Ако можам да ги покажам сите заедно топ 5 книги кои што би биле актуелни, да кажеме, овој летен период, навистина интересни наслови, Катерина, ни донесовте. Јас може би малку и со тонот, ама не, мислам дека не е страшно. Тука сме веќе некаде со разговорот. Само ќе прашам за крај дека кажавме за она што ќе се случува летниот период. Накусо сосема во една минутка, имате ли некои планови од септември па натаму? Нешто интересно да се најави или сега за сега се уште е тоа во Всушност има и доста што ќе се случува и летово понатаму, да ја очекуваме сега и годините од Ани Ерно, од Нобеловката Ани Ерно. Таа книга ќе излезе во јули, сега во текот на летово, понатаму исто така една поетска збирка од Стефан Спасовски, млад дебитант, кој што ете се реши исто така да издаде поетска збирка со наслов Ќумур смоквин млеч. Понатако од септември натаму планираме да си продолжиме со работилниците во Илика, да направиме уште некоја промоција, значи што на македонски автори, странски автори, јас би се радувала доколку имаме уште едно гостување, меѓутоа тоа сега за сега не би сакала да го најавам вака конкретно. Имаме некои планови, меѓутоа да, се надевам ќе се видиме од септември натаму, па ќе можеме да зборуваме и за тие активности. Ќе ми биде чест и задоволство да дојдеме повторно кај вас во на прекрасно катче, прекрасно место во срцето на Скопје. Катерина, благодарам многу за ова сето што го споделивте со нас. Книгата е нашиот најдобар другар, не само овој период, туку треба секогаш да не прати ни животот, бидејќи навистина ни го збогатува и видиците, и погледот за многу работи, за многу нешто. Овие се навистина одлични книги. Се надевам дека и гледачите кои што ќе си добијат по една книга од издавачка куќа Илика ќе бидат задоволни од вашиот избор. Благодарам уште еднаш. Сузе, тука мислам дека веќе сме на насловите и ќе се потрудам барем нешто да си обезбедам за ова лето, особено последната книга која што не е само прирачник, туку е водич како да елиминираме се што го гуши нашиот енергетски простор, ни фаќа простора и воопшто треба да направиме нула отпад, да се потрудиме во просторот во кој функционираме и живееме.